Почитувани, уште еден милионски тендер во РЕК Битола за Марковски компани. Во АДА ЕСМ продолжуваат епизодите со милионските договори за јавни набавки со нивната омилена фирма Марковски компани Борче Дойл од Битола, како да се работи за индиска серија. Овој конзул на држава под санкции на Европска Унија изминативе години додека СДС и ДУИ се власт свртел стотици и стотици милиони евра тендери во РЕК Битола. После оние 150 милиони евра кои ВМРО ДПМН ги објави пред 2 дена, следуваат нови 4 милиони евра. Власта во заминување направи пепел, народните пари безмилосно ги троши. Но после изборите на 8 мај, одговорност ќе има за сите кои се огрешиле пред правдата. Имено, пред 2 дена објавивме дека власта во заминување на СДС и ДУИ непосредно пред избори подготвува 2 тендера во РЕК Битола од 9 милиарди денари. 7 години РЕК Битола е непресушен рудник за богатење на олигарсите на ДУИ и СДС. Во изминативе години ЕСМ потроши стотици милиони евра на тендери за ископ на јаглен и ангажирање помошна механизација во 4 очи. И покрај тоа што СДС дојдоа на власт со ветување дека ЕСМ ќе набави собствена механизација за да се намалат трошоците за ангажман на надворешни компании, тоа не се реализира. Од овие мултимилионски јавни набавки на ЕСМ во изминатиот период, најголеми придобивки имаат неколку компании, најчесто на тајкуните од земјите блиски до Русија и блиски до фамилијата на екс-премиерот. Најпрво СДС и ДУИ на мала врата, незаконски и на сила, сакаат да спроведат тендер за набавка и увоз на јаглен од 6 милиарди денари, со кој ќе доделат тендер за ископ на јаглен и јаловина на омилена фирма на еден конзул на земја под санкции на Европска Унија. Потоа следеше нов тендер од 46 милиони евра, за сега да следи трет тендер во висина од 4 милиони евра. Европскиот фронт е само на хартија, а во реалноста оваа власт дава милиони на бизнисмени поврзани со Русија и нивни сателити. После победата на 8 мај и формирањето на новата влада од страна на ВМРО ДПМН, ветуваме дека за секој што се огрешил пред законот ќе има одговорност. Уште еднаш ги предупредуваме и сите инволвирани во подготовката на оваа кражба на милиарди народни пари да размислат што потпишуваат, бидејќи никој нема да биде поштеден од одговорноста за подготвување и потпишување на вакви криминални јавни набавки. Благодарам.